Реализиран е првиот уписен рок во средното образование. Во двете средни училишта во Кочани се запишани над 230 ученици. Во средното општинско училиште Лјупчо Сантов се регистрирани 96 ученици, а во Гошо Викентиев пријави поднеле вкупно 140 идни средношколци. Директорите на двете средни училишта очекуваат поголем број кандидати во второто пријавување, што ќе се реализира на 27 и 28 јуни. Во средното општинско училиште Лјупчо Сантов Кочани во учебната 23-24 година во првиот уписен рок се запишани 96 ученици. Во струките економски техничар, гимназиско образование и двете дуални паралелки бизнис администратор и хемиски техничар. Значи, во вториот уписен рок се надеваме дека ќе има малку по-зголемен број, во останатите насоки, тоа се економскиот техничар и гимназиското образование. Со оглед на оваа бројка што ја запишавме од 139 ученици, ние како училиште сме задоволни со оглед на тоа дека во општина Кочани ова година деветоделенци завршија 256 ученици. Се надеваме дека во вториот уписен рок бројката ќе се зголеми. Пријавувањето се одвива преку порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука, а документите во хартиена форма учениците ги доставуваат до училиштата. За оние кои не можат да се пријават во вториот термин, последна шанса е на 21 август. Во средните училишта во Кочани учениците имаат можности за дуално образование, што предвидува комбиниран образовен процес, односно учење и практична настава кај работодавец со реално работно место и месечен надомест од 3500 денари за секој ученик за време од 9 месеци. Иницијативата за изградба и развој на идниот ски центар Царев врв на Осоговските планини добива национално значење, а со подршка од државата во наредниот период ќе се преземат активности за изработка на мастер план. Во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е потпишан меморандум за соработка меѓу општините од регионот и центрите за развој од источниот и североисточниот плански регион. Активностите се во рамки на најавата од пред 2 години дека проектот ќе биде дел од владиниот интервентен план за инвестиции за периодот до 2027 година. Се потпиша меморандумот за соработка помеѓу општините Кочани, Пробиштип, Македонска Каменица, општина Крива Паланка, општина Кратово, Центарот за развој на источен и североисточен плански регион и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, бидејќи од претходно беа направени и иницијативи од страна на министерот Лјупчо Николовски, кој што Центарот за развој на источен плански регион го внесе во програмата да биде корисник од програмата за рурален развој и од истата таа програма ќе биде поддржана изработката на физибилити студија со решенија за патно поврзување со сето она што е потребно, како документација да биде изработена и дополнително во нивниот договор за ортофото снимање ќе биде целиот Осоговски масив сниман, за да ние продолжиме со процесот на изработка на мастер план, урбанистички план за развој на ски центарот Царев врв, кој што ќе биде од државен интерес и ќе биде одговорен за урбанистичкиот план, ќе биде Министерството за транспорт и врски, кој што финално ќе го усвојува владата на државата. По завршувањето на постапката за јавна набавка, физибилити студијата треба да биде готова во период од 6 месеци. Резултатите од неа ќе бидат транспарентни и јавно објавени. При тоа ќе се спроведе и процес на јавни консултации за да бидат информирани сите вклучени страни во изработката на мастер планот за ски центарот. Управата за јавни приходи ги известува даночните обврзници дека рокот за плаќање на даночната обврска по данок за личен доход, односно годишна даночна пресметка за 2022 година истекува на 30 јуни. Даночниот долг треба да се плати со налогот за плаќање што е генериран од страна на Управата за јавни приходи, а што може да се преземе од веб страницата на управата. Исполнувањето на обврските за плаќање на даночниот долг може да се изврши и од страна на трето лице со задолжително повикување на фолија од бројот.
Од управата за јавни приходи ги поттикнуваат даночните обврзници кои имаат потешкоти во обезбедувањето на тековната ликвидност и платежната способност, а редовно ги исполниле другите даночни обврски, да поднесат барање за одложено плаќање. Со тоа ќе им се овозможи отплата на долгот во месечни рати или еднократно одлагање на плаќањето. Управата за јавни приходи нема да спроведува присилна наплата за долгот или ќе ја прекине започнатата постапка за присилна наплата. Повратот на одобрено даночно побарување за ДДВ нема да биде условен со уплата на недоспеаните месечни рати. Непрегледноста на кривините на патот од локалитетот Бавчалук до обраната градче повторно им создава непријатности и на возачите и на граѓаните рекреативци кои оваа делница ја користат како трим патека. Поради бујноста на околната вегетација, возилата се принудени да се движат по средина на коловозот, а само среќа и присебност на граѓаните и возачите е причина што досега не се случила сообраќајна несреќа. Граѓаните реагираат дека полог период забележуваат од и тревата, грмушките и гранките на околните дрвеја не се исечени, а на одредени места се навлезени за повеќе од 1 метар над сообраќајната површина. Ова ја загрозува безбедноста во сообраќајот, а патниот правец го прави непрегледен и опасен за возење. На коловозот се забележани и остатоци од песок и земја нанесени од пороите од околните ридови, поради што и движењето на возилата не е безбедно. Со оглед што голем број граѓани овој патен правец го користат како место за рекреација, тие бараат брза реакција од надлежните за да не биде предосна. Со оглед на високите дневни температури, кога поголем број излетници ја посетуваат околината на езерото Градче, потребата од средување на вегетацијата е уште поизразена. Со тоа ќе се потврди и определбата дека туризмот е еден од приоритетите не само на локално, туку и на регионално ниво, а само со добро уреден патен правец пристигнувањето на Градче ќе биде безбедно. Истовремено, со тоа ќе им се овозможи и на големиот број излетници и туристи да можат без грижи да уживаат во природните убавини. Шест екипи се пријавиле за учество на Илинденските игри во Чешиново. Организаторите на настанот очекуваат дека до 1 јули, до кога е крајниот рок, ќе се пријават уште неколку екипи. Турнирот во мал фудбал во рамките на Илинденските спортски игри годинава ќе се одржат по 51 пат. Ждребувањето на екипите учесници ќе се реализира на почетокот на јули, а надпреварите ќе почнат на 9 јули. Финалето ќе се одржи на празникот Илинден 2 август. Организацијскиот одбор испратил повик до сите местни заедници во источниот регион да ги известат заинтересираните екипи од нивните места да се пријават за учество во надпреварот. За најдобрите екипи обезбедени се парични награди и признанија. Признанија ќе се доделат за најдобар играч и најдобар стрелец на турнирот. Минатата година на манифестацијата неуспешни беа фудбалерите од екипата на Соколарци.